Poštovani poštovani pratenici na Republičko собрание, директори на јавни и останали јавни предпријатија, представници на медиуми, денеска овој ден е еден од потешките денови во историјата, новата историја на Куманово, значи ранивните часови имаме воени действија, односно интервенција на Министерство на външни работи на подрекот местна заедница Тодемендол со вооружени групи од непознато потекло. Не се на нас уште никаква информација немаме која е таа група, какви се целите, каква е организација, знаеме само да се вршат дејства, интервенции на теренот на позиција местна заедница Тодемендол во некои индивидуални куќи со вооружени структури кои се таму лоцирани. Имаме информација дека тоа се случи во наредни неколку дена, дека некоја група вооружена која има некакви цели, но сега со никакво сообщение, комунике не е излезено да се знае какви се стратегиите, кои се целите, кои се причините за оваа група. Меѓутоа е од 4 час, 4,5 отинава до овој момент уште трајат тие действија. Со моје сознание дека во последните неколку часи действија се појашани. Еве се враќам сега од Скопје, гледам дека во моментот бројат 4 до 5 објекта. Сега тоа е воена групација, не можем тачно да лоцираме, меѓутоа тоа е негде во појасот на џамијата на улица Тодемендол и тука имаме големо присуство на журналисти на МВР. Некои, бидејќи јас обидно се радам во 7:30 да одидам до горе, од безбедности причини бев зауставен од представници на МВР и ми дава силно опасно дека не би треба се појавам таму и не можам да дојдам у директна некоја врска со луѓе да ми дадат дејни информации и сајнеските информации кои ги добијам индиректно преку луѓе се зборува за жестоки действија, дека има и жртви, индиректно сознаваме, немаме званични информации дека има поголем број на жртви. Жртви има од припадници на МВР, се предпоставува. Исто така немаме да кажем дека има жртви од цивилното население, а за жртвите и заробените од вооружените сили, вооружената групација немаме никакви податци. Се спекулира дека командантот е убиен, не убиен, меѓутоа тоа се сајнески информации. Чекаме званично соопштение на представници на Министерството на вътрешни работи и на некој начин да знаеме каков е обим на овие действија, кои се целите на групацијата, која е таа детектирана вооружена група, од каде е промовирана и кои се намените. Се тоа може би нема да го знаеме денеска, може да го знаеме за некој дена, меѓутоа овие се процеси кои ќе остават голема трага и мислам дека ретроградно во некој момент ќе се знае која е целта и која промовира оваа цела дестабилизација на Македонија, односно на овој дел на Македонија. Куманово е специфичен град кој има мултиетнички состав, кој има една традиција, бидејќи имаме вредности кои беше гордост на овој град. 25 години овој град ги негуваше вредностите на различности, толеранција, соживот, различности културолошки кои беа традиционално во една толерантна однос, меѓутоа еве денес се случува една оваква состојба, а јас неколку пати, ова ми е некој пето или шесто излагање, кажам и апелирам до граѓаните да се чуват присебноста, да се чуват емоциите, да превладува разумот, да не се групираме по еднички постои, да се стварат некои да се ствара негативна енергија и да се уште повеќе продолбочува кризата на етничка основа. Целта на ова војна седница на Советот е да се направи една дебата, дискусија, да се изличат заклучоци, да се земе задолжение и одговорност на определени органи и структури на локалната самоуправа, се со цел да на крај имаме добра завршница, се надевам во добра завршница, ако
оваа работа застане на ова ниво, можеби ќе нема некои последици. Меѓутоа, ако се продолжи со овие активности, действија, со поголем број на жртви, сигурно ќе се и поголеми траги и можеби до период на рехабилитација на овој град. Затоа, пробно брзо реагираме, локалната самоуправа презеде група на мерки кои во моментот се во можност, бидејќи ние не сме ни компетентни, немаме надлежност да организираме било кои други одбранени действија, направиме одма свикаме составот на службите, значи сите началници на служби, јавните предпријатија, јавните установи кои се во непосредна одговорност за одржување на основните функции на градот, пред се водоснабдување, комуналната хигиена, сообраќајниците и се оно што е потребно за градот. На службите се во постојано дежурство, така да се надевам дека ќе бидеме на услуга. Успоставив контакт со мене во 7:30 со началникот, тогаш не може да успоставам постојан контакт. Му кажав за моите сознанија и понудив помош како локална самоуправа на Министерството во делот каде може да помогнеме. Потоа се два пати го барам за однос за обезбедување на филтр станицата, бидејќи тоа е една витална точка за функционирање на градот, и да ние го сознам дека во близината на касаната таму има засилувано обезбедување од војска, која е во близина на таа станица, така да дава некаква гаранција наводно дека нема да дојде до ова аварија. Ние од овој сосрок излечеме и заклучок да упатиме писмо до МВР да засили обезбедување, бидејќи тоа е една многу важна витална точка која може да направи аварија со несогледливи последици. Во таа позиција у заклучокот стои и таа точка. Писмо до МВР за посебно обезбедување на изворите на вода, а пред се исто така и на доторот на вода. Тука огледам и директорот на водоснабдувањето Моравско Рибарско поле, кој е задолжен за дотор на вода, така да на некој начин со сигурно делување ќе обезбедиме основни услови. Во овој момент имаме причина да бидеме загрижени дека голем процент на населението во местната заедница Тодемен дол не е можност да физички напушти своите домови, живеат во услови во кои нема струја, вода, предпоставувам дека не е затегната, меѓутоа храна нема, дотурна храна, се бара помош. Имам некои најави од некои граѓани, некои новинари кои се у контакт за да се информира Црвениот крст и да се дотури некакви намирници, меѓутоа јас преку ОПС реагирав за ова иницијатива, меѓутоа констатација дека во овој момент кога се вршат овие действија воинствени, не е во можност било каква интервенција од Црвениот крст и мислам дека тоа на некој начин можеме по некои основни линии да се организира на некој начин преку невладени организации да дотуриме определени артикли, тоа е вода, хигиенски средства и евентуално некои конзерви на храна, бидејќи во моментот најголем проблем е што луѓето се изолирани и не можат да стават у контакт со нормална набавка на овие артикли. Тоа е еден од исто така актуелните проблеми. Ево вие сат и постојано на таа релација комуницираме, што се однесува до евентуално сместување на луѓето, пошто имаше појава во еден временски период на пладне да определен број на луѓе ги напуштат своите домови, особено помладите луѓе, тоа се жени, деца, помлади деца и бидејќи кажеме тоа е мешан состав, по разни основи, разни правци се движат, меѓутоа некои ќе имат потреба и од сместувачки капацитети, гледам дека заклучоците и во таа насока да општината биде спремна, меѓутоа ние имаме ограничени можности и капацитети. Искуствено знаеме дека во минатото преди редовно неповоди сме спестувале некој број на загрозени семејства, меѓутоа тој број е лимитиран, така да ако ова операција и ова действие потребе подолго имаме поголем број населени лица, ќе се соочиме со проблем на спестувачки капацитети, тогаш ќе се обратиме до владата и до органите на централно ниво